До мене се Тино и Атанас или Атанас и Тино? Како ти одговара на тебе повеќе, така нека биде. Кој не? Па како ти е, вака како си расположен? Тој што те гучка најверојатно е Тино, ето се тргна. Да, ти си Тино. Да те прашам, ама најискрено да кажеш пред камера, Да. дали и ти не знаеш кој е кој? Точно. Ама признај. Ист- Затоа што дај микрофон. Да? Затоа што сега направи Атанас и Тино. На кај мене Атанас покажа. Признај дека и ти не знаеш. Не знам. Момци, дознав дека... Познаем. Јас сум Јас сум Дени. Мило ми е. Тино, брат. Мило ми е. Запам. Тино, Тино Атанас, да. Така е. Не сте за прв пат тука во Пробишти, бевте во еден од маркетите, некогаш ве видов. Како ви се допаѓа градот? Градот е прекрасен. Да, сте во маркети. Во маркетите бевме, да, изложени Да? бевме на рафт. Ама тоа е производ што веќе не се произведува, иначе имаше куклички од мене и од Тино. И затоа Тиражот е ограничен. Па да, и заврши соработката со кукларата. Имаше една кукла, уствари се продаваше, беше од Атанас. И кога ќе ја стиснеш, од устата искачав ја и се правеше стисната. Не, искачаат Тин. други работи, ама не се за на телевизија сега да се кажуваат кога стиснеш што се прави куклата. Мислам, збориме за производ што не се произведува луѓе. Ограничен тиражот. Можете и да замислите зошто не се продава по ова што ви го објаснив. А иначе не сме само по маркетите, него сме настапувале и друг пат во Пробишти во Домот на културата. Да. Мислам дека беше приватен повод за приватна фирма, не беше официјално гостување, ама мислам Тоа дека беше за компанијата Тапмака, уште сега. Да. И мислам дека ќе се потрудиме во многу скоро време во македонската турнеја да го вметнеме и Пробишти. Да ни досадите многу секој ден ако сте тука или? Па ако одите толку често у маркети, значи може да ви досади. Како ви се допаѓа Пробишти, не ми кажавте и со оглед на тоа дека веќе се појавивте на сцената, како оценувате пробиштивската публика? Фантастична атмосферата, одма тргна работата. Знаеш кога ќе кажа да, убаво почна настанот, собран е народот, се е како што треба. А пред да го започнеме интервјуто, дознав дека... Да не е почнато интервјуто. Не, да. О, леле. Дознав дека ми кажа дека растурате по Германија. Ми излажа или има и вистина Не, во тоа? вистина е, растуравме возила. Да, јас мислев девојчиња. Не, уште не, затоа што сме во брак, но возила растураме маестрално. Тино е за предница. Јас задница работам повеќе, односно багажник и тие работи вадам се што треба како оперирам, што Тино звучници, а он е предница, знае гуртни, па јас карбуратор. Јас сум во предницата, ако се разбирате коли, Порше и Тино беше напред и вика и нема ништо. Ама јас се збуних, кај мене дојдоа многу делови и компоненти, ама се снајдов. вака, тие што се разбираат од коли, знаат дека предницата има повеќе дупки. Да? Јас сум повеќе знам да ги поправам тие дупки, како што кажа да назима акумулаторот, дупките кај што се штрафи, карбуратор спомна, исто. Знае за возила да објаснува и точно е Ова значи дека се пробивате во Германија доста Се добро. трудиме, да, кога немаме представи во Скопје, одиме во Германија да заработиме некој денар повеќе, баш со растурање на возила. Не само во Германија, растураме и низ Европа, сега последно имавме европска турнеја. Што растуривте последно? Растуравме, па таму во Виена растуравме куки на тие... Не, тоа не е за пред камера, Тино. Тоа не беше по прописи што би се рекло. Ајде нешто за може нешто за на камера да кажам. Еве сега ќе кажам. Сега легално, може нешто да поставам. Растуравме во Прага прашка автоматерија. Тоа растуравме низ градот. Ама тоа не е добар бизнис затоа што во Прага има многу што растураат полен и де идеш. Чели. Правите стендапови, комедии, ме интересира дали досега се случило некој да ви реагира или да ви рече еве дечки таа тема е забранета. Да, богот на комедијата, кога ќе се симне лично, може да ми каже за ова е забрането. Пример, единствен човек што може да ми каже што е забрането е татко ми, ама и тој веќе не може 36 години, 36 години. Цели 36? Не, немам 36, немам стари, 35. Не, никој до сега не ни рекол ова не смеете да го зборите, никош. Не се случило, не. Напротив, ни викаат зборете за што повеќе теми, зборете за ова, зборете за она, за ово и за оној. Момци, денеска сте тука, нешто се подготвува, некој материјал да не подготвувате нешто? Или?
Кај вас се е подготвено? Па имаме нешто најава, ама кога ќе се официализира тоа ќе го кажеме и ќе дознаат сите медиуми, така да сега не би зборувал за нешто што не сум уште сигурен кога ќе се случи. Во план ни се разбира нов стендап од Тино и Атанас, нов материјал, нов албум, како што милува рокерот Атанас да каже. Нова турнеја во Германија, нова турнеја низ Македонија, нова турнеја низ Европа. Ова се разбира не е за следнава недела, него за цел период кој што следува. Одлично. Мислам дека појавувањето на Златна бубамара како да ви ја крена многу популарноста погоре. Се согласувате или не? Ранко да не ве кара, или? Па не, тоа е точно, затоа што таа е манифестација за популарност. Да, и сте веќе и популарни. непопуларни личности како нас кога се појават таму, одеднаш добиваат популарност. И сите што добиваат награда стануваат популарни. Сите што добиваат награда стануваат популарни речи. Да, претходно само растуравме коли, после бубамара веќе почнаа да не препознаваат као ете ги вие што растураат коли. Момци, да не ве задржувам со оглед на тоа дека треба веднаш да се појавите на сцената, нешто како за крај, за пробиштип. Фала ви за интервјуто, фала ви пробиштип, се гледаме наскоро да растуриме некој возил. Да не треба да платиме нешто за интервјуто или? Не треба, јас би ги поздравил од општината. Јас би ги поздравил сите луѓе од Пробиштип и околината со следнава песна. Не е штип, пробиштип, најбољи сме.